Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. 5 декември 2023 година. Македонија се уште во шок и неверување по убиството на 14 годишната Вања и 74 годишниот Жежовски од Велес, Панче. Одамна држава не била во ваков шок, сме гледале многу трагедии, но за прв пат по подолго време гледаме брутално убиство на дете кој доаѓа од јавно експонирана личност. Овој случај ќе остави траен белег во современата македонска историја и ќе биде, веројатно се надеваме, пример за одредени системски реформи. Ице ја следевме пресконференцијата вчера на обвинителството и на Оливер Спасовски. Ми е некако подобро да не се случише генерално. Согласам со тебе, значи сметам дека во вакви моменти доволно ќе беше тие двајца да присуствува на пресконференцијата да водеше и обвинителот кој што е непосредно одговорен за истражните действија и да водеа луѓето од крим техника кои што ја водат истрагата. Дневно живеат со овие факти, тие се ангажирани буквално деноноќно на анализа на сите детали околу случајот, ги имаат сите работи, сите сознанија, владеат со материјата и ќе можеа далеку подобро да се снајдат и да ја смират јавноста, дека навистина институциите работат. Она што јас и ти се трудиме да го пренесеме, благодарение на брифинзите што ги добиваме од двете институции, токму тоа. Значи, во моментот во Министерството за внатрешни работи врните професионалци си ја работат својата работа, исто и во обвинителството. Жалам, пак ќе кажам, што тие од внатре, од професијата, не излегоа вчера на пресконференцијата. Она што го гледавме беше срамота. Беше срамота да кажем и зошто. Затоа што требаше некој да ја смири нацијата, да покаже дека се цврсти институциите. Наместо тоа отвори уште повеќе дилеми. Замислете кој е непрофесионалност. Страшно. Значи, сега ќе се обидам да дадам едно сиже на целата таа работа. Добро. Ајде. Јасно ни е на сите дека Љупчо Палевски и групата околу него стои за убиството. Тоа е јасно. Да. Но прво, во однос на таткото на Вања, Бубевски и Спасовски кажаа дека тој е помагател во киднапирањето затоа што тројцата притворени кажале дека Нив Палевски им кажал дека од него има информација кога девојчето излегува од дома. Значи, освен Палевски, никој друг немал контакт со него. Тоа го чувме од Бубевски и од Спасовски, доколку контактот постоел. Во исто време министерот и обвинителот рекоа дека таткото негира дека бил во било каква комуникација со групата поврзана со ова. Вчера тој беше ставен во притвор, можеби се сменил изјавата вечерта. Но во моментот кога Спасовски и Бубевски го кажаа тоа, тие немаат цврсти податоци за ова. Да заклучиме, во моментот нема слика за неговата улога. Иако тој е во притвор, до овој момент нема јасна слика за неговата улога. Единствениот хинт е тоа што притворените го кажуваат дека Нив им го кажувал тој што е во бегство. Ова, знаете, вчера го прогласија за монструм, го распна и така натам, не го бранам човекот, можеби навистина има вмешаност од негова страна, можеби тоа е болниот ум кој стои во позадина, не го негирам тоа. Но не може вака сензитивни информации така шокантно да се пренесуваат, затоа што прво кажуваат вмешан е таткото, тоа како наслов на сите медиуми се пренесува, за потоа да ги дадат аргументите кои на крајот од денот поставуваат вака еден огромен. Значи, улогата на Бубевски и на Спасовски беше да ја смират нацијата. Да. Обратното го направија. Тотално обратното. Предизвика хистерија и предизвика хаос. Повиците за одговорности на двајцата сосем оправдани. Во исто време. Сосем оправдани. Значи, во исто време. Значи, буквално од првата секунда кога полицијата започна да работи со ова, сепак, како што зборуваме, таму работат врни професионалци, во тек сме со тоа што го работат луѓето. Значи, не им е лесна, не им е едноставна работата, посветени се. Ова е работа каде што нема работно време, ден, ноќ и така натаму. Значи, професионалците во институциите во моментов заслужуваат да им се симне капа, заслужуваат
А оние кои политички поени сакаат да вадат од ова, еве вчера се избрука. Во исто време беше кажано Ајде. дека убиениот Панче бил убиен само за да му се земе автомобилот, како начин на наведување се спомна долг од бизарни 500 евра, за потоа со неговиот автомобил да се грабне Вања, за која требало да се бара откуп затоа што мајка и продала стан и имала финансиски средства. На пресод беше соопштено дека откуп од мајката не бил побаран, затоа што плашејки се дека ќе ги гонат за киднапирањето, убиците ја убиле Вања за подоцна да бараат откуп. Убиле човек за од него да земат кола со која ќе киднапираат девојче и ќе бараат откуп за истото. А откупот ивица не бил побаран. Така што тој дел дека станува збор за убиство од корист, барем во моите очи и во очи на многу од јавноста, создава еден Да не влегуваме се во создадоа дилеми со нивната изјава. Значи сакавме коректно, подобро да не класифицираа за што станува збор, да оставеа истрагата понатаму да покаже само да ги објавеа луѓево кои се што правели и така натаму, наместо тоа тие одбраа многу лош начин за комуникација со јавност. Исто така би сугерирал дека во овој момент имаме се еден друг проблем. Според мене е тоа дека системот не сака да препознае една многу важна работа. А тоа е дека таа политичка опција, таа страна, не биле само овие 5 души таму, сигурно имало уште 10, 20, 50, 100 души треба за партија за да основаш партија. Во овој момент никој не работи со тие луѓе од околу. Држава со сериозен безбедносен и здравствен систем во моментот би требало интензивно да работи со сите членови на партијата десна или трета кои не биле дел од грозоморниот чин. Зошто го велувам ова? Со тие луѓе треба да работат тимови на психијатри, психологи и психолози кои безбедно по нивното здравје ќе им објаснат дека биле дел од некаков нацистички округ. И се поставува прашањето како судот дозволил да биде партија со ваква идеологија регистрирана. Партија водена од егоманијак кој очигледно на тие околу него им ги перел мозоците. На тие луѓе што биле таму треба да им се објасни во која состојба биле, затоа што нивното будење може да биде проблем за нив самите, но може да биде и проблем за општеството. Точно. Тие луѓе треба да сватат дека биле дел од кругот на еден егоманијак. Тоа е суштината, тоа не го разбира, знаете, овој систем. Нив име убиле за пари, да, но како ги индоктринирал тие околу него да го направат кои се тие пари за кои некој би убил дете. Знаете, има тука многу димензии кои власта не сака да ги истражи, веројатно затоа што целиот тој комплот, целата ова движење, оваа партија на Палчо, затоа што веројатно е создадена од нему секогаш блиските безбедносни служби со цел да предпоставуваме за да создава некакви наративи во десницата. Тука би сакал да одиме на еден друг дел ивица. Ајде. Тоа е делот поврзан со говорот на омраза. Видовме дека Љупчо Палевски во изминатите 5 години, негде од 2018 па до денес, имал јавни платформи за да шири говор на омраза. И тоа никогаш не било санкционирано. Видовме дека Љупчо Палевски преку подкасти, пред се тука говорам за луѓето од Инфомакс. Знаете какви работи таму се зборувале? Ја вчера истражив, вчера гледав. Влашката етничка заедница, да речем, има реагирано. Давани се лично од подкастите на Инфомакс Палевски има давано закани за убиства. Зборуваме за медиум. Луѓето кои седеа со Палевски, додека тој се закануваше дека ќе убива луѓе, потоа беа акредитирани да го следат настанот на ОПСЕ. Замислете ние во која трагедија живееме. Знаете, понекогаш треба да се разграничи
Ние имаме политички подкаст. Не е проблем да кажеме дека Гаврил Бубевски е непрофесионалец, дека е партиски на функција. Тоа дека не е неписмен, дека е неписмен. И дека она вчера беше буквално школата за на обвинители и на суди на Катица Јанева. Тоа не е говор на омраза. Говор на омраза е ако кажеме дека на Гаврил Бубевски треба да му се случи ова или она. Говор на омраза е ако кажеме дека сите од СДСМ се лудаци. Ако кажеме дека сите во Македонија од оваа или од онаа етничка заедница се вакви, дека треба да им се случи види, тоа. Говор на омраза и да кажеш дека сите оние кои што веат знамења со кутлеш се психопати. И тоа е говор на омраза. Да, апсолутно. И исто е, види. Вчера имаше и такви што е вон секоја памет. Да не отвориме тука тие што веат европско знаме и сега правеа. И сега Ивица, ние наместо да се фокусираме на тоа да изградиме едно општество кое ќе се базира на една демократска полемика, кое ќе се базира на полемика со факти и аргументи, некој свесно дозволи во изминатите 5 години да имаме една платформа на шејење на омраза. Еве сега отворено ќе кажам. Во понеделник коли и беси луѓе Палчо, во среда од истото столче коли и беси луѓе Филип Петровски, у петок од истото столче коли и беси луѓе Димитар Апасиев. Да, последното не се согласам, мајка. Ама не, се сакаш да ти го цитирам Апасиев. Да, те молам се. Значи не гледам паралела. Не, како не гледаш паралела? Значи се мораме да ставиме линија што е легитимна политика, што е лудило се. Ама не. Види Ивица. Значи вака се. И гласачите тоа го препознале, гледај. Гласачите за едно, гледај гласачите за друго. Мораме да направиме. Значи вака се. Не може. Јас ја охрабрувам политичката партија Левица. Во две работи. Прво, ако сака да биде легитимна, легална и мејнстрим политичка партија, па е регистрирана. Треба. Не. Ако и трета беше регистрирана, поубиваше луѓе. Значи, ако сака, треба да се тргнат подитно од платформите за ширење на омраза. Како што е Инфомакс. Тука ќе се согласам со тебе дека да бидат легитимна политичка партија. Тука ќе се согласам со тебе дека мора да внимаваат. Голење, бесење, убивање треба да се тргне од нивната реторика подитно. Затоа што дел од нив навистина го користат тоа. Тука ќе се согласам. Апасиев во минатото беше порадикален, периодов малце се намали. Ќе се согласам со тебе дека таа реторика е сење на омраза. Да. На крајот завршува вака. Факт. Имаат можност, видите како сење на омраза. Значи психопата е нешто друго, знаеш, онака. Меѓутоа во право си дека кога дехуманизираш луѓе, кога обесчовечуваш. Ние не го обесчовечуваме Гаврил Бубевски. Не. Ние само го критикуваме. Он би бил извонеден вработен на шалтер. Бюрократ, така е. Ама ситен бюрократ, главен обвинител не би бил. За ситен бюрократ е окей. Не го дехуманизираме, значи не сакаме да му се случи било што, но навистина е непрофесионален во тоа. И не треба никој да се обесчовечува, и тоа е факт, мислам. Онака, може таа легитимна критика на друг начин да се прави, може таа легитимна критика од левичарски побуди да се прави без драма. Ај така да кажем. И треба подитно секој одговорен политичар, секој одговорен јавен чинител. Значи, лево, десно, центар, не ги бројам, нема ни да ги именувам. Треба да се тргне од платформите за ширење на омраза. Треба да се тргне од нерегулираните места пред се интернет просторот, од тие подкасти, каде што во изминатите 5 години се ширеа лаги, невистини, манипулации, од каде што се ширеше омраза кон цели едни групи. Совето за радиодифузија треба тука да се излезе во таа. Нама не може законски нема. Треба да се смени законот. Обврски. Треба да се смени законот. Значи види, не можеме ја и ти тоа или некој без веза тела. Има институција, се вика Совет за радиодифузија. Значи треба да им се даде овластување кое што ќе зачекори и во тој дел. Таму се користеа термини навредливи за роми, за албанци. Таму се користеше дехуманизирање. Кажа за Власишу, тоа е вон секоја здрава памет. Значи, вашата етничка заедница е прилично мала етничка заедница, знаеш. Видов на
нивни групи пред неколку месеци постирале, протестирале тоа што го изјавувал во Инфомакс. И друго ќе кажам, точно е, во Македонија имаше криминална приватизација. Многу судбини на многу нам блиски луѓе беа скршени. Меѓутоа, навистина не посакам никому влакна од глава да му фали. Сакам оваа земја, да си го врати имотот кој што беше за без пари даден на некои луѓе кои што сега глумат национална буржуазија. Меѓутоа, не сакам влакна од глава да им фали. Пази. Отворено кажам, Липчо. Века, со секого, Палевски зборувал таму со векови наназад дека властите му служат на секој и секого само за да се уништат македонци. Тоа вон се Ова изјава што ја дал. И реагирал некој таму? Никаква институција, ниту обвинителство, ниту судство. Ти, цела една етничка заедница во Македонија, вака да ја условиш јавно во подкаст. Сега Инфомакс ги избришале сите гостувања на Палевски. Тоа се вика прикривање на докази, на доказен материјал. Затоа што на убиец да му дадеш јавна платформа, за потоа да сега ќе бришеме. Не, се ќе си оставите и ќе видите. Најодговорно ви тврдам, значи Лјупчо Палевски никогаш не влегол во Радио Лидер да биде гостин, никогаш не бил гостин во наша емисија. Претходно во моментите кога имаше насилство на порталот му имаме зимено изјави која го тепа, но не поврзани со промоција на политичка идеологија, туку едноставно една црна хроника да се прокоментира. Не знам што да кажам. Направиле грешка колегите од Ирала. Тој во изминатите години пишуваат поретко се појавуваше во мејнстрим медиумите, но гостуваше на телевизија Алфа во емисијата што не е јасно и во Радио Лидер. Јас им пишав демант, ми кажаа дека ќе го тргнат Радио Лидер. Јас им кажав со факти и аргумент, никогаш Палевски не гостува во Радио Лидер. Ама мислам дека покрај тоа што им кажа дека треба една представка пред оној Советот за етика на медиумите. Види се, може не сакаме да се тужакаме со никого. На секого може да му се случи грешка, може некаква перцепција, некое друго гостување на Палевски, нели да го представат како во главата да им поминало дека било гостување кај нас. Им пишав, ми рекоа дека да, во право си ќе биде тргнато и окей, тука завршувам и верувам на тоа. Не сакам сега да и не верувам дека има таму некаква заднина сега, да бидам искрен со сето тоа. Овој медиум никогаш не бил платформа за ширење на омраза. Овој медиум секогаш бил платформа за ширење на критика, секогаш бил платформа за ширење на различно размислување, на бунт, но никогаш не бил платформа за ширење на омраза. Ке се присетиме, Ивица, ние овде на гостин му реагиравме, чекај полека, немој кој зборуваше дека трева, нели, дека тревата, марихуаната бил здрава, викам чекајте, нема медицински студии така на. Сме изреагирали неколку пати. И тоа зборуваме за многу помали работи кога се зборува. Да. Некој мене да ми каже дека властите во Македонија, овде во студио, дека властите во Македонија работеле на уништување на македонците, систем, таква омраз да промовира, ја ќе го избркам од студио. Како? Да. Истото важи и да го каже и за албанците, истото важи и да го за било која етничка заедница, и за турците, и за секого. Омразата на крај, и пази сега, таа политика што Палевски ја имал на неказливост. А види, сега мораме да кажеме сега, осетливи се меѓу другото од сите медиуми во светов, единствено до сега радио е одговорно обвинето за злосторство против човештвото. Радиото Милко Лин, 1000 ритчиња од Руанда. Радио доби пресуда дека ширело говор на омраза и ги обесчовечувало туците и заради тоа придонело кон геноцидот. Значи, пази, медиум е обвинет. Значи, тоа може да се случи, да се разбереме. Не може да кажеш дека ќе колиш да не збориме која беше улогата на медиумите, дека беа во паранична Југославија судирите. Во делот на ширење на омраза, во делот да го обесчовечиш другиот до толку да некој може без проблем да го повлече шкрапалото на оружјето. Токму затоа реагиравме ти текно на оној Мехмета кога дојде таа колумната, кај што беа погредно наречени македонците. Токму затоа реагираме кога слушаме говор на омраза и од македонци насочена кон други.
условно кажам. Значи, Највеќе реагираме кон ромите како најранлива категорија, кои што навистина глупости се случуваат во просторот, и тоа е улогата меѓу другото на јавно гласило. А јавно гласило не запира во моментов само на телевизија и радио и весник. Интернет просторот во моментот е медиум. телевизија, радио и весник се Да. 30% од јавниот простор, ни 30 не се. Добро, со влијанието мислам, Па не мора да значи. Не мора да Меѓутоа, значи. пази се, јавно објавен збор на платформите Facebook, Twitter, е исто така медиум. Мораме да се разбереме. И тоа е медиум. Како И не е тоа е медиум? јавно достапно. Како не, кога тебе те следат, Палевски имал 20.000 следители на Facebook. То нема медиуми што имаат Нема, толку гледачи нема, денес. нема. Значи да се разбереме. Таа политика, и за жал ние не успеавме во Македонија да сватиме која е одговорноста на ова. Реков, Која е одговорноста Пресуда има, ова што стои во моментов пред мене микрофонот е помокне од многу оружја. ова И одговорноста да го држиш ова е далеку поголема факт. од одговорноста да држиш пиштол. Затоа што со пиштол е убиена малата Вања. Но за да стигне до тоа, претходно се користело ова. Се переле мозоците, се регрутирале членови во таа политичка партија. Се собирале луѓе благодарение на ова. Ги има тие лудаците со мачети како се сликаат, нели, дел од луѓево. Некој ги индоктринирал. Како ги индоктринирал? Какви мачети, бе? Мачета, бе, го има тој... Па тоа баш во рунда. Значи мачети. Да, еден од овие убици, бе, Бог што е. да чува. Мислам убици, бе, помагачи бе на Палевски. И Да тоа, не ги наречам убици. А? Да, наводно Помагач. честни помагач. Да, тој Кишишев. Го има на слика со качулка, Качулка. па извадена качулката и мачета држи во рацете. И нешто знамење од Кутлеш Вергина. За да стигнеш до тоа, и тоа јавно се постирало на тие групите на нивната политичка партија. И за тоа ја викам, мало треба некој да седне да работи со тие луѓе кои останале таму да им објасни, сте биле дел од... А ви да не заборавиме, имаше една друга политичка партија која што сеќаваш кога Јанко Бачев кажа дека ќе завршил албанците во Јадран. Да. И каде е сега тука некој да излезе да каже ало? Ама и Јанко Бачев и Љупчо Палевски се политички инсталации. продукт на истата... На истата матрица и на истите структури. Значи јас еве нека ме тужат ако сакаат, врските нивни опираат многу јасно до некои мрачни делови од разузнавањето. Од службата за државна безбедност. Агенцијата за национална безбедност сега, и види, јас имам понекогаш имам еден сериозен сомнеш околу демократската контрола, значи врз овие служби. Значи демократската контрола врз војската и полицијата по мене е горе-долу, барем во Македонија е јасна. Во однос на овој дел имам некои прашалници и мислам дека ова што е посебнава комисија во собрание Пренџев ли која водеше, а и некој иден директор на Агенцијата за национална безбедност, на Агенцијата за разузнавање, мора една сериозна истрага да внатрешно да поведе, затоа што види после толку време, 2023 година, тебе да се јавуваат вакви чудни Ликови? е недозволиво. Тие чудни ликови да бидат толерирани. Ова више не знам како да го опишам што се случи. Меѓутоа мора да има брана каде завршува говорот на омраза. Еве ја кажам, во Јадран никој нема да заврши, посебно не во моје име. Ако не сака да плива. Во моје име, да како спортува. македонец, Како индивидуа. православен христијанин, таков сум. Еве тој сум, нели? Во моје име никој не смее да повлече шкрапало и да убие некој друг од друга етничка група, религиозна група, јазична група или било што. Јас ќе бидам тој кој што ќе обрани. Не сме ничи дом да биде загрозен. Не де Боже се случи тоа. Во моје име некој да тргне приватна собственост и семејство, нечие да направи, ја ќе бидам таму да го бранам тој човек. Така што ова Таа политика на омраза, значи токму затоа ја спомнав левици, пак ќе ги повикам. На платформите за ширење на омраза на Љупчо Палевски, доколку седнете повторно, вие го легитимирате убиството. Секој оној кој ќе седне во столчето на Љупчо Палевски
од следниот момент веќе не е добре дојден овде. Сакав да го викнам другата недела Љубомир Гајдов, би видов вчера он бил таму. Седнал во столчето на Палчо. Љубомир Гајдов веќе никогаш нема да стапне. Бил еднаш во Радио Лидер, одамна, сакавме да го поканиме повторно, толку заврши со него. Секој оној кој ќе легитимира омраза, која се шири системски и не престанува, значи тоа што се оградила неговата околина од Палевски, не значи дека си го сменила мајндсетот. Добар, толку апсолутен не би бил сега, затоа што знаеш имало тука и Што? како се вика, имало тука малце екзибиционизам, има луѓе кои што мислат дека на тој начин допираат до мислеа дека допираат до јавниот простор. Значи да не бидеме до толку исклучиви, затоа што Јас треба да се објаснат. Јас ги викнеме да се објаснат дел од нив. Например Гајдов не е ширеш омраза, се согласувам. види се, он е Но заедно сте членови на ЗНМ на крај. Но имаш одговорност каде седиш. Имаш одговорност што прифаќаш. Време е ние да се издигнеме на еден повисок стадиум како општество, да знаеме да процениме што е како е. Соединетите американски држави имаа сериозен проблем во демократијата изминатиот период, Ни го имаат. но затоа што Доналд Трамп, да речеме, гостуваше во радиоемисиите на Алекс Џонс. И кај овој Бенон, Алекс Џонс, добро, не, Бено е пак некаков политичар. Алекс Џонс, она што го говореше, тие теории на заговор, такви работи, се баш на некој ниво на Миленко и на Инфомакс. И сега Трамп таму гостуваше, тоа го легитимираше и на крај како резултираше тоа што на електризирана маса влета во Конгресот. Ке убива нели конгресмени. Не може омразата да биде политика. Треба да се тргнете од омразата, од тие платформи за теории на заговор, од тие платформи за ширење на... Иако види во тие, не де Боже да стигнеме ние до тие мрачни страни на општеството и на политиката во Америка. Таму има работи што не ги посакувам да ми се случат. Ама Ивица, во секое општество има такви работи. Меѓутоа таму ние се не може, значи, во секое општество има вакви работи, но ние сме должни како медиуми, легитимни медиуми, еве ние сме радиодифузер, должни сме наместо омраза, чемер, јад, да промовираме вистина, да промовираме вредности, да критикуваме за работи за кои на вистина треба да се критикува, не да шириме теории на заговор. Ако ги гледате тие емисии, нивните таму што гостувале, ќе се утепате од смеење, затоа што пример таму уште од лани беше пропадната американската економија која у моментов има раст на БДП неверојатен. Пример е, ви кажувам. И сега некои луѓе се перат со тоа таму, се перат. Една лага, на лагата се надоврзува друга лага, као она Пицагейт што беше у Америка, на човекот му влегува радикални десничари, чувал доле деца, ланец имал за... Се сеќаваш на Пицагейт? Да, остави ги. Значи, ама не, нас Пицагейт ни е реалноста. Не сме, види, во Америка, пак ќе кажам, Пицагейт ни е реалноста. Ова е Пицагейт. Палчо е продукт на тоа. За основа зимаат лага, таа лага ја лагата е властите заговараат да ја земат Македонија, на таа лага како кромит уште еден слој, уште еден слој, уште еден слој, на крај тоа избива вака. И на крај види, меѓутоа и таа црта индивидуална, психопатска, за тоа треба да зборуваат луѓе што се разбираат. Еве гледам по телевизије вчера, например, низ каналите вака сурфав, малку да видам што се нуди. Премногу мудровање, непотребно. Мислам дека си има специјалисти што за ова се занимаваат, кои што ќе може да излезат сега да ги променат институциите. Јас зборувам као специјалист во делот на медиумите. Не те... И ја гледам одговорност на медиумите. Не те критикувам, тебе го критикувам тоа што вчера гледав на телевизија. Она што го кажа, законски да, дури види, мене ми се допаѓа и германците, например, кога ќе каже тоа нивното АНБ се вика Verfassungsschutz, служба за заштита на уставниот поредок,
И они може да кажат така отворено. Тој тоа здружение, таа и таа партија, тој лик во таа и таа партија, таа фракција од таа партија се наоѓа под наша присмотра. Од тие причини. Тоа е многу види. Многу Легитимно, Например, да. еве АФД, една фракција на АФД што е предводена од еден лидер од една источно-германска покрајна е под присмотра. Цела една партија, МПД се вика, национална, како беше? Не знам како беше. Што беше кратенка, меѓутоа и тие се наоѓаат под присмотра. Значи од десно, лево, исламисти, овакви тие што поаѓаат од етнички некои такви и така натаму. Меѓутоа тоа е друго. Тоа е една линија. Втората линија е ова, како општеството да препознае луѓе кои што имаат пореметувања. Значи, тука треба да се види каде се потфрла и системот да се дотера. Значи, социјалните служби, училиштата. Тоа е комплексно. Ама мора да се влезе Значи, во тоа. тоа е комплексно. Значи, Да. на тоа девојче што го изгуби животот, ово општество ќе му се одолжи Со тоа. со тоа. Значи, ама не со ајде сега ќе збориме, не знам, за пропаѓањето на општеството. Не. Не. Значи, влегуваш и викаш, еве, што е проблемот, ајде да го прилагодиме. И Дали значи дека го прилагодиме, дека тоа ќе го снема? не. Не, меѓутоа постојано се прилагодуваш. На крајот на крижот Норвешки се случи Брейвик. Нормално. Норвешка. Да. Се Така? случи. Ти се смени тие мислењето за Норвешка ради Брейвик? Не. Не. Па сега да се Ама, акам од земја Ивица, како да. Македонија била ваква таква, но Ивица, заради те молам, будала, немам намера. Токму затоа велам, првиот филтер за ова, првиот филтер за ова се токму медиумите. Затоа што ти ваков случај, ваков феномен од психијатарски аспект е многу тешко да го забележиш. Ме разбираш? Да, се согласувам. И ја не сум го приметил, не сум го забележал. Еве, јас и вчера кажав и денес ќе кажам, ја во себе гледам одговорност. Но од медиумски аспект е многу лесно да го забележиш тој психопат. Затоа што ќе видиш секој оној кој ти зборува нелогични работи, кој ти зборува работи со цел да, како да кажам, да фрлија на тема на цела една групација во општеството, на цела една етничка, политичка или било каква заедница, на сите Точно. луѓе, одма ти е јасно дека нешто не е во ред со него и не го пушташ. Нема полесно од тоа. Најлесен е филтерот кој треба да го направат медиумите. Се што треба е тој што седи пред микрофонот, што го sastavате да седи, се што треба е да не изгледаш лакнато тоа што го збори. Ама не е сериозен сум. Мртов сериозен сум. Ја можам да направам свесно, например, ние имаме околу 350-400 гледања месечно на нашиот YouTube канал. Ја можам да направам 5 милиони гледања да имам. А можеме, Ако па го нормално. давам подиумот на Па такви нормално, па ретардоси. нормално. Да седат овде и да шират омраза, да зборуваат теории, да го лажат народот со глупости. Точно. Ти дај им простор на таков, на такви луѓе, знаеш колку ти се зголемува, затоа што тоа е атрактивно, луѓе сакаат тоа да го гледаат, им звучи, нели, не им звучи конвенционално како нашиот разговор од ова утро, им звучи многу по така Не, мистично. Да, мисла дека нешто, знаеш, доаѓа до некој факт е тоа. Дека Да. тука некој на друго и ајде. А уствари се работи за една лага со која некаков шарлатан прави политичка групација и убива луѓе на крајот. Меѓутоа, Знаеш, тој последниот момент е момент кога тоа медиумот не може да го препознае. Но она што доаѓа тоа, првиот момент може многу лесно да го препознае и секој оној кој не може да препознае будала, нема потреба да се нарекува новинар. Не, па тоа е основата. Кредибилност на извора, ако не можеш да сега она да процениш. Она што ме фати страф е она прво ова символиката која што е промовирана од таа партија е невидена до сега во Македонија. Оној коловртот, нели, што користат Пагански символи се тоа. од Украина и во Русија некои такви групи родноверски користат. Сега не зборам дека родноверците се сите. Ама не, родноверците имаат други бои, ова е Не, ова е во црно, некоја мистика се става. Оние стрелките во логото исто така тие и се. тоа треба, за тоа претпоставам има оваа држава. Сигурен сум ствари дека има стручњаци кои што тоа може да го Ако не објаснат. од некои бивши Да. времиња, сигурно се останати. Ако Она не со копањето злато исто е Тоа се работи кои треба да патологија се социјална истражат, за да. себе.
која што дополнително треба да се истражи, значи некој мрачен дел од нашето општество кој што мислам дека треба да се пресмета општеството со тоа како страшно, мислам тоа што се слуша дека се случувало. Така што има работа за социјалните служби, има работа за полицијата и дај Боже на крајот една комплексна убава работа која што ќе заврши во превенција. Во превенција околу препознавање на овие на овие работи, условно кажано. И во делот на менталното здравје, значи некој човек треба да се препознае кога ја преминал границата и кога е способен да убие друг човек. Меѓутоа, и во овој вториот дел што кажа ти, екстремизмот, значи и тука мора е малку пожестока работа. Третиот дел околу медиумите е точно интернет пространството треба своето за радиодифузија да добие ингеренции и во тој дел. Факт е. Да му одговорам, извини Ивице што ќе збереш, да му одговора на Бранко Србиновски, наш слушател редовен. Вика, еве ти не можеш да кренеш ово утро многу гледаност. На YouTube секогаш имаме, окей, на Facebook малце послаби сме, иако вчера и на Facebook бевме многу, вели, ти немој да фрлаш на тема кон левица без факти. Пријателе, јас не фрлам на тема кон левица без факти. Јас ово утро коментирам дека од што е факт, провери го на Google. Нивниот лидер зборувал за бесење, за стрелање. Не сум зборувал јас. И не е нормално да се зборува за бесење и за стрелање во едно демократско и напредно општество. Мојата анатема кон левица не е за тоа што сметам дека тие луѓе треба да им се направи или она да се направи. Таму има извонредни, имам роднини родени кум ми орбитира околу левица. Имам пријатели од левица еден тон. Што значи тоа орбитира? Што значи тоа орбитира? Близок е. Значи, имам пријатели, имам луѓе од нивниот пленум, синоќ се служнав по кафани, сум идел до ден денес комуницирам. Ја не ги анатемисувам левица. Јас само кажувам дека не сме да се говори омраза, нема стрелање, нема бесење, нема убивање. Тоа ако сакаат да бидат мејнстрим партија, тоа треба да го тргнат од својот наратив. Затоа што бесење, колење е символ на вчера што го видовме. Така завршува тоа. Или ќе им чвркне во тоа главите дека не може да се пресметуваат, не може да шират такви теории, не може да шират алтернативни истории, не може да злоупотребуваат се и се што во целта да се дојде на власт, или ќе освата тоа, или да, ќе продолжам вака да се однесувам кон нив. Ја не се однесувам кон нив така поради тоа што тие се. Јас земам конкретен пример во случајов таа реторика и велам, ако сакате да бидете нормална партија, ако претендирате да имате пратеничка група, утре да составувате влади, опозиции, да бидете цитирани во медиумите, да гостувате по медиуми, треба да го изфрлите тоа. Треба да почнете да се однесувате мејнстрим, а не да колете, да бесете, да убивате. Со уста. Во вашиот случај, нели, за разлика од Палчо, кој прво збореше, па после во пракса тоа го примени, кој знае колку пати е истрагава, ќе покаже, баш утринава дискутирав со еден пријател, човек кој убива дете и следниот ден си оди лайв на подкаст. Замислете што све претходно има правено во животот им, може тоа да си го дозволи. Имајќи предвид ова страст во односот меѓу Љупчо и Левица, не се мешам. Нема потреба да се мешаш, се што треба е да кажеш дека омразата нема место во медиумите. Не, јас сум го рекол тоа, ги забележавме, сега ајде да видиме, ги забележавме, тука се присутни се легитимира, ајде сега да видиме. И се додека го користат. Не, сега да видиме милитаристички. Да видиме зашо се залагаат. Вокабулар овде нема место за не. Ај сега се престат. А види, треба да го викнеме, можеби одамна не ни било во орбитерот, знаеш. Кој? Во емисија, па повеќе орбитира околу Левица в кумот твој. На патување. Орбитерот, кајтерот. На патување во моментов. Ако е поздрав до него, значи потребно е, он не користи говор на омраза. Да. Значи, затоа ми е и голем дел од таа партија не користат говор на омраза, но во јавната комуникација на лидерот тоа е евидентно. Оди во Америка, Франција да пукаш во
по војската да видиш дали ќе те стават во парламент или ќе те снема. Значи, види, во Америка и во Франција излегувале во медиумите кои ние ги следиме како репер, мејнстрим медиумите излегувале најголемите скандали и за безбедносни служби, и за армија, и за се. Значи, ја пак ќе кажам, види, сите кои Јас сваќам што сака да каже. Сака да каже веројатно дека политичар кој што бара гласови во Франција и во Америка не може да зборува против војската. Затоа што народот не гласа такви политичари. Тоа е точно. Меѓутоа дека во нивниот медиумски простор има критика, има луѓе што стварно настапуваат, има тоа. Еве, Владе вели не само како до сега јадење живи луѓе и точка. А првиот момент кога мене ми се активираше во главата дека веројатно со Зоран Заев имаме проблем со таква нестабилна фигура беше која кажа дека ќе јадеме живи луѓе. Првиот момент. И ВМРО имаше, например, на почетоците 92 година или 93-та, која чита Срби дека не смееле да работат у медиуми. Значи сите точки беа извонредни и последната точка, нели, за ослободување на медиумите вика да се тргнат Ич. од јавниот простор, сите ќе се преживеат на Ич. И ај се оди, да, меѓутоа ги изчистија тие. Ги изчистија тие, знаат одредени структури. Не, тие отидоа кај што им е местото на маргините. На социјалните мрежи знаат членови пред се на ВМРО ДПМН и тие понекогаш да забегаат. Него, како да кажам, него амнестирам тоа, но во јавната комуникација на таа политичка партија, во лидерството и функционерите, гледаме дека има одговорно однесување. Истото можам да го кажам и за СДСМ во голема мера. Дека има одговорно однесување во однос на реториката, значи зборувам од високите функционери на таа политичка партија, но ја имаме и вчера Фросина Ременски, господјата почитувана за мене професорка, која зборуваше дека сите оние со Вергина пишуваше дека им фали нешто, нели, што ја веле Вергина. Ја не веам Вергина, уопште не сум приврзан кон тоа знаме. Еве, јавно си кажувам, стрелајте ме, бесете ме, но не е убаво да се зборува тоа. Мене па, да кажам, фактот дека го забрануваат, мора да ти кажам, симпатично ми е што народот дава отпор кон тоа. Да, мислам се, да забрануваш еден символ кој народот го прифатил како народот, сега што да правиме сега? Народот го прифати, тој символ од кога е, сега и тоа да знаеме. Значи, тој символ е еднакво стар колку што сум јас. Да, од 77 е откриен, да. Каде откриен е кога се копани кај селото Кутлеш. Овој народ пред 77 немал никаков култ кон тој символ. Па не и грчки народ немал. И тие нели го мафтаат. Да бе, да. Па нормално. Сега, во меѓувреме луѓето се идентификувале тој символ и тоа е тоа. Дивен проблем. Да. Дали тој символ е символ на омраза? Не. Дали под тој символ се правени колежи и едно друго? Не се прави. Дали знамето на Албанија кога стои... Пардон, по тоа знаме, меѓу другото, оваа земја самостојна сега да се... Дали знамето на Албанија кога стои до државното знаме на Македонија предизвикува некаква омраза? Не. Дали албанското знаме кога се истакнува без да се истакне државното знаме до него? Тогаш е проблем. Ама не јавно, пред јавни институции. Пред јавни институции. Дома што сака, нека се има такој што сака нешто. Да, апсолутно дома секој си има право. Токму затоа, не е Вергина, туку Кутлеш. Добро, Кутлеш е македонскиот назив на селото. На селото Вергина, што денес се вика. Каде што се пронајдени гробниците на Филип II, најверојатно. Да, и Филип II во коске негови се најдени хаплогрупа E1b, позната за Западна Европа, и ја имам таа хаплогрупа. Добро. Да ви кажам. И и кога некој ќе го спомне ова, јас што го кажав за Филип II, одма гледајте го дека е будала. Значи, одма да ви кажам, значи, да се збереме. Еве ви начин како од медиуми кога некој ова ќе почне да го збори, тоа ќе збори за генот и да излезува докази на наков. Ова моево беше една, како да кажам, селф-сарказам на моја сметка шега, но некој ако врз база на ваков аргумент во јавниот говор излезе, тоа е веројатно некој иден Палевски, да се разберем. Или пак кога ќе почнат да зборуваат. Не мораш така да види се.
Понекогаш луѓето и тропаат глупости. Ме разбираш, не можеш до таму да одиш до толку да така да кажеме. Меѓутоа дека тој аргументот со генетиката дека нешто значи, не значи ништо, да. Значи веројатно за медицината, кој не знам каква терапија утре за утре. Ја медицински побуди го направив овој и случајно го испитав и ова со хаплогрупа. А инаку точно нации, етникуми, раси, меѓу другото се е тоа културолошки концепт. Разбереме. Ивица, да одиме со кратка пауза за реклами, да се вратиме со изборите, затоа што полека веќе твој општество да излезе од темава на еден поинаков начин. Мислам, ќе треба малку време да се завлече. Ќе треба малку време. Нели петте фази, како што проаѓа една индивидуа, проаѓа и општеството, ќе треба малку време да се стигне до рационализација, меѓутоа тука сме. Чекај, што сакаш, нешто ги споменуваат слушателите овие од Инфомакс, значи ја пак ќе кажам, ја немам ништо против луѓето, но тој стил на работа, да дозволиш луди тези да ти се промовираат во студио и на тоа да градиш гледаност, за мене тоа не е медиум. Може да е шоу бизнис, окей, објективно, но не смее да навлегува во омраза. Еве само дозволи еден нашиот пријател Драган Милосавлевич, сакам да ја прочитам еден статус на Facebook. Ајде. Вели вака: не сме виновни. Виновни се оние 5 гадови и не луѓе. Може би е виновна полицијата која не реагирала адекватно и навремено. Може би се криви медиумите кои во потрага по сензација објавува и што треба и што не треба. Сигурно е виновен распаднатиот систем, нефункционалните институции, неспособната власт, шурувањето со криминалци, немањето на чести образ. На крај свој дел има и лошата среќа, играта на судбината и оној мал милион случајности кои возможиле целото злосторство да биде извршено без никој да се најде во состојба да го спречи. Но не сте виновни вие. Не сме криви ние. Ни мојот сосед Деки од втори спрат, ни твојот браточет, ни тетката во продавница, ни типот што вози такси или една девојка која чека автобус со смрзнато носе. Не може да биде виновна целата нација, да се обвинуваме меѓу себе и да врескаме како се е тоа поради нас, затоа што сме зли, себични, расипани. Не сме. За глупавиот избор на властодржци, да, виновни сме. За ноншалантноста со која прифаќаме да не крадат, газат и понижуваат, секако. За недостатокот на храброст, дисциплина, енергија, исто колективно треба да се осудиме. Но за ова не сме виновни. Овој добар, питом, благ, чувствителен медитерански народ не може да биде суден за злосторство во кое не е учествувал ни директно ни индиректно и затоа нема ништо полошо од оваа заразна самоосуда, мазохистички порив да се самопоразиме и самоповредиме за неделата на некој друг. Не сме виновни. И од оваа точка треба да тргне отрезнувањето и преобразбата со која во иднина ќе ги натераме системот и ќе принудиме нашата држава да биде посилна, поумешна, посовесна и ќе превенира никогаш повеќе да не се случи судбината на Вања. Еве, одличен статус. За разлика, да се согласувам со Драган целосно, но јас индивидуално за себе, јас искрено во изминатите денови во себе барам огромна вина, затоа што не сум успел да напишам еден текст против, нели, оваа иконографија на политичката партија на Палевски, која е очигледно некаква, како да кажам, култно-фашистичка. Не сум успел да искритикувам дел од таа реторика кој се шири таму. Сум сметал дека тоа е бенигно и треба да се остави на страна. Се обвинувам себе си заради тоа. Исто така се обвинувам за себе си затоа што сум го познавал лично многу добро. Господинот ли? Не е господин, се извинувам. Убиеца, монструме. Сум го познавал лично Љупчо Палевски и не сум успел да ги видам и да ги препознам овие психопатски тенденции, иако сега, кога си го враќам филмот и дел од муабетите, ми изгледа многу јасно за каков карактер станува збор. Јас се обвинувам себе си заради овие работи и веројатно целиот мој живот ќе се обвинувам и ќе остане ова една епизода во мојот живот и една поука во иднината, многу поголем гард да ставам кон луѓето и кон работите. Одиме со пауза за реклама. Апропо муабетот во првиот дел, сега ве молам само мојот микрофон да го оставите, сакам да им пуштам на слушателите што синоќа се говорело на истата платформа на омраза на која
говореше нели Палевски претходно, зборуваме за Инфомакс. Ајде да одиме. Денес му поставивме и прашање на Мицкоски како ќе коментира изјавата на Обрајан. Не ја разбрал поентата човекот. Сака духови да биде. Повторно на она непресметливост ќе се врати мини. Дали знаете, се извинам, Да. што му кажува него американецов? Што? У Америка, знаете ли, тие што карале коњи како завршувале? И беселе. Дали знаете зошто? Во Америка без конј као без ауто. Значи, истата судбина го чека и овој талентов од машински факултет. Сега. Вчера продолжува палчовизмот. Палчо го нема, го тргнаа нели од тој медиум. Сите видеа ги тргнаа од него, но идеологијата на Љупчо Палевски продолжува. Јас немам никакво идеопоклонство кон господинот Христијан Мицкоски. Ниту пак сметам дека господинот Христијан Мицкоски треба да биде имун на критики. Треба да биде критикуван. И ние сме го критикувале, помалку или повеќе овде. Затоа што имаме нели една политика дека треба да се критикува власта, имаме уредувачка политика каква што имаме, можеби не го критикуваме колку што би сакале дел од нашите слушатели. Едно е да го критикуваш Мицкоски, но да дозволиш во на твојот подиум да биде кажано дека тој треба да биде обесен и дека ќе го обеселе него, е еден чемер јад, едно лудило медиумско, кое не знам што да кажам. Значи нема врска. Ова што се зборува е паралелата, се знае од каде, од Никсон е паралелата. Демократите го напаѓаат Никсон, кога се изборите, нели, дали би купиле кола од овој човек, мислејќи дека тоа е измамник, тоа е целата работа. Се што е тајната? Тајната е што Никсон ги порази со 60% од излезените, да. Се најголема победа во историја на Америка. Опасно така е што сега говорам против се... говорот на омраза вака јавно, Да, но затоа што сега ова е- против мене од таму ќе се изнаслушате се и се што, но Но ова е несреќен избор на зборови од Љупчо Гајдов. Љупчо Гајдов умел да биде и подуховит, умел да биде и не, ова е бесење. полуциден, ова не Ова е Тричковски. Ова не знам Ова е зашто. Тричковски. Да, точно. Прав. Ова е говор на омраза по секој кон една индивидуа по секој можен параметар. Конјокраци и бесење сега. баш кај неуместна е споредбата. И зошто сега го кажувам ова? Затоа што единствената неопходна работа за триумфот на злото е добрите луѓе да не прават ништо. Едмунд Бург. Не може да молчиме повеќе на омразата. Не може да молчиме на шиканирањата во јавност. Не, еве, ако сакате, еве сега да ги спомнам Инфомакс. Ова нивно лудило кое го промовираа со години и стекнаа некаква медиумска популарност против него, го осудувам, но ја осудувам и онаа црна листа на Миленко Неделковски на која беа ставени овие луѓе. Од Инфомакс? Да. А не знаев за тоа, ама И тоа тие е се ставени. И тоа е за мене за осуда. подеднакво болно. Не, црни листи тоа се глупости. Болно е. кажам. Ивица, болно Какви е. црни листи бе? Ај. Не треба да излеземе од спиралата на омразата. Не смееме да станеме општество на омраза, не смееме да станеме општество на јавни шиканирања. Седнете, погледнете се во огледало и станете одговорни луѓе, затоа што имате луѓе кои ве следат секој ден. Одговорни сте пред нив. Престанете со омразата. Престанете. Затоа што омразата на крај завршува вака, со убиени деца. Сегде во светот омразата завршила вака. Дали било Руанда, дали била Северна Ирска, дали било Косово, дали била Босна, сегде заврши. Дали било Украина, ако сакате, еве сега. На крај омразата секогаш завршува така. Извадете ја од мозокот, извадете ја. Не, ова е бркање кликови, ова и бркање популарност. Ама добро, ама каде носи тоа? И Палчо бркал кликови, Да. со Палчо бркале популарност и еве каде заврши Но види, целата се работа. мораме да кажеме сега, имаше луѓе кои што станаа високи должностници уште се на оваа влада, кои што збореа дека ВМРО-ДПМН е било зло. И тоа е говор на мрз, извини. Апсолутно. Исто
кој што е говор на омраза, сите оние кампањи дека, нели, за обесчовечување на луѓето што работат по невладините организации. И тоа, точно. Тоа. Зборот соросоиди, кој јас сум го користел во минатото и се каам на вистина поради тоа. Е јавно извинување до публиката, затоа што не сум бил секогаш доволно на овој стадиум на кој што сум сега во свеста. Сум сметал дека тоа е као окей, има јавна полемика, но терминот соросоиди кој го измисли Мирка Велиновска своевремено е исто така омраза, затоа што ти обесчовечуваш цела една група на луѓе кои се нормални, имаат семејства, ги ставаш на линч. Да, со чија што политика не се согласуваш. И понекогаш, Ама во ред. абе добро, не значи дека Да. и нема ништо. Мада па и они па која правеа тие глупостите, бригади, фронтови, и тоа е луда бе, Лјупче. Значи Ивица, И таа риторика никој е не е во памет, знаеш. имун. Еве, ја од себе почнувам. Од себе почнувам. Точно. Има ли поубаво од тоа сам да си признаеш кога грешиш? Никој его манијак тоа не може да го стори. Како Ја да го ти видов кажам? Вучич во Сребреница која кажа некој работи. Кој се извини во Да, Сребреница. која кажа дека јас за некој работи сум. Тоа е голема работа, види. Ама секој нормален човек ќе биде себе критичен. Па види, и сега сме жртва на таква работа. Бугарите нас обвинуваат за говор на омраза, нивниот говор е обесчовечување. Тврдењето дека сме ние неосвестени бугари, тврдењето дека јазикот не ни постои, тоа е обесчовечување. Тоа е говор на омраза. Која? Ова бугарите што го зборат за нас. Јазикот не ни постоел, ние сме имале лажна историја, Но ние не и сме биле татари ние свестени. која Ама се не користи зборуваме во исто. јавен говор. Каде во јавен говор? Има бе, Ово- по дебатни емисии Не, користат. се Не, користи, ма не се од нас, користи. извини. Се користи Веднаш на не е телевизија. точно, не си во право. Чек ти Значи, најдам милион примери. жити Најди се. ми, молим те, па кажи Значи, ми. те молам се. Те молам. Молим те, најди ги молам. татарите. Во јавен говор. Најди ги, па ке збориме. користи. Не се користи. Не е точно. Најди ги во било која емисија, на било која телевизија или радио, да се користи така. Во изминатиот период малце сме по Не, ама никогаш не сме биле. Никогаш тоа не е користено. По глупости, по кафани, по не знам што, да. Меѓутоа, во јавен говор не. користено е без. Миленко Неделковски имаше Така емисија на Канал 5. наречена македонска нација, кој кажа? Така наречена Ма и македонска тоа е нација. говор на омраза. Ама да. кој кажа тоа? Од председател на држава кажа пред 2 недели. Да, Е па чекај сега. се согласувам. Значи дај полека. Се согласувам. И треба понекогаш Да, и Миленко на телевизија во неговите телевизии не зборувал. Го Не. збореше сега. Дај. Добро, пред Добро. мене не зборувал. И пред мене не зборувал, ама го збореше. Значи сега да бидем искрени. Ја пред мене не зборувал, еве си кажу. И нема на везе, телевизија. значи нема везе дури. Значи сега Не- пак не- ќе кажам, да. не сакам овде, ова не е емисија каде што јас ја ќе ги шиканирам Инфомакс, ќе шиканирам Миленко или било кој, се што треба е луѓе престанете, имате одговорност, имате луѓе кои ве следат, престанете со тој принцип на работа. Погледнете се во огледало и ова е прекрасен момент, сит наместо да се сега ги гледам сите се караат таму по социјални мрежи, кој бил поблизок со Палчо, кој бил подалечен со Палчо. Престанете со тоа. Наместо тоа сплотете се против омразата и изфрлете го тој принцип од вашата работа. Ако сакате да бидете одговорни луѓе, ако не, ништо не сме научиле од смртта на девојче. Ништо не сме научиле од смртта на оној кутар старец од Велес. Ако сакате да научиме лекции, првичната лекција дај сите да изфрлиме тоа. Обесчовечување, говор на омраза, бесење, колење, сите. Сите. Од себе почнувам, пак ќе кажам. Огромна е одговорноста. Не спиев 2 вечери, нема многу склопено ради целова работа. Мислам само, знаеш, да, во право е Драга, не е виновно цело општество. Но нека биде ова една поука, еден модус операнди дека треба да излеземе од тој систем на чемер, на јад, на Ај сега да меѓусебни да се препукувања вратиме на кои се обесчовечување. Значи ова е утринска политичка емисија, да се вратиме сега на На дневната на политика има политика. договор за избори. Да. Значи Тоа е изборите најново. ќе бидат на 24 април и 8 мај. Триумф на нашата емисија. Да. Голем триумф, ние одамна ова го Не, ова е, промовираме. значи добро е затоа што јавноста победи. Сите оние црни сценарија се ставени ад акта.
идеите за развојување на изборите, идеите да пропаднат изборите се ставени ад акта. Добро е тоа. Одиме понатаму. Договорот подразбира, како што забележав дека ќе она што е проблем не е комплетиран не е комплетиран составот на ДИК. Тоа е уште проблем, тоа е сериозен проблем. Слушнавме и дека ќе има техничка влада повторно, тука не е постигнат консензус да се укине таа аномалија која што постои само кај нас во Европа. Ова никаде, значи никаде на друго место не постои вакво решение пред парламентарните избори и не треба ни кај нас да постои. Потоа да видиме друго, донесена е во политички преговори помеѓу партнерите на власта, тоа го разбравме, одлучено е Талат Джафери да биде преведен премиер. А како се вика тој пратеникот Јован од како се презива од СДСМ? Тој што е координатор на групата, мислам. Не, му заборев презив од Струга. Тој од Стружанецот, да, ќе биде председател на собранието. Што е малку ја намалува Јован Митрески. Малку ја намалува она грижа што ја зборувавме за концентрација на функциите во случај на немило завршување на вториот круг на изборите. Да, нешто на што апелиравме ние дека може да се случи. Значи малку се намалува таа можност кај дуи да се концентрира моќта и ако види премиер ќе биде Талат Джафери, за разлика од Димитар Ковачевски, политичар со голема моќ. Да. Ја мислам дека претходно требаше да го пробаат тоа. Може нешто ќе личеше држава. Да, може на нешто ќе личеше држава. Добро. Сега, да чуеме друга работа. Извршниот комитет на СДСМ на одлука за формирање на широк европски фронт во кој ќе влезат повеќе партии и движење на владни организации кои поддржуваат евроинтеграцијскиот процес на земјата. Ајде да видиме дали ова ќе заврши со коалиција на СДСМ и на ДУИ. Океј, легитимно и да направат коалиција. И сега да го пробаме да го исцртаме календарот, Лјупчо. Значи, вака. До некаде по мене, доке 25 декември, кој сме денеска? 5. Значи, во следните 20 дена треба да донесе собранието буџет. Тоа ќе им земе најголем дел од работата, така? Добро. После 25 веќе оној мртов период. Можеме така да го речеме? Добро. Тој мртов период во Македонија трае не само Божич, Стара Нова година, па сите ние светци не се редат, нели? Имаме Богојавление, имаме по празници ќе почне кампања. Свети Јован, Свети Антонио, Свети Атанас. И добро се. По празниците генерално ќе почне кампања. Очекувам дека некаде во крајот на почеток на јануари, или ајде така како тргнав со празниците меѓу Свети Јован и Свети Атанас, добро. Веќе да знаеме кои се кандидати за председател, тогаш веројатно ќе биде конвенцијата на ВМРО ДПМН, не знаеме како почеток на март. Средина март почине кампања. Некаде до февруари можеби значи Талат ќе стане премиер некаде февруари, така? Да. Добро. Крај на февруари, средина. Така нешто февруари и готово, после веќе тереме. Сега друга работа. Што е календарот, така? Да, друга работа во однос на ова. Сега мора да се проанализира. Ова е и затоа што тргнавме со тие религиозните празници и после Ѓурѓевден и се изборите. Ја малку сум изгубен во календарот. Мора да признам дека баш не се после Ѓурѓевден дека баш не се снаоѓам со верски календари. Она што ивица ме се мора да се нотира прво. Да, со начинот на кој ќе се спроведуваат изборите одделно, првиот круг и заедно вториот круг, на некој начин опозицијата триумфираше во своите барања. И тоа е добро, затоа што повеќе би рекол јавноста. Јавно, добро, окей. Да, затоа што имавме јавноста триумфираше и де факто ова значи дека постојат огромни шанси дека
ќе биде избран председател, ќе има цензус, затоа што Не се уште сме во сива зона, доека не заврши изборниот ден, така? но 40% кога има парламентарни Би требало избори да е, е очекувано да се И повеќе да се очекувано. оствари, далеку повеќе. Мислам дека нема да бидат оние големи бројки, но ќе бидат негде меѓу 50, 55, 6% излез би Ќе требало. видиме се. Тя некоја моја лаичка анализа. Зависи што ќе понудат партиите. Не го зависи взимајте како ќе ова биде здраво за кампањата. готово, туку нешто, некоја пресметка јас ќе ја правам во мојата глава. Од друга страна мора да ја пофалиме и власта сега за цела оваа работа, затоа што навистина покажа политички сенс и не отидоа со глава во зид, да бидеме искрени. Најдоа едно сценарио Тоа е во кое политика, нели? да, значи и треба да им се честита, наместо сега мршојадно да се зборува еве попушти оно. Да, окей, така требаше да биде и одлично е што е така. Попушти власта, треба да и се честите за тоа, покажа Ковачевски некаков сенс. Ке речев за прв пат, ама ај сега да не бидам толку зајадлив. Во суштина и добро е решението да биде Талат Џафери премиер, а да биде од СДСМ председател на собранието, затоа што така се брише, нели, она концентрација на ДУИ. Да. Окей. Ај не е битно тие. И сега? Законот точно определува што може да прави И преводна сега, влада, затоа што да. на сите им се јасни резултатите од прилика како ќе изгледа. Чекај, уште една работа остана која што ја загатнавме со Сламков кога беше тука. Добро. Значи од она што го разбирам е дека власта сака оние 600 милиона што ги кажа Добро. да ги стави во буџетски ставки и да каже дека не се вонредни трошења, него се редовни. Значи ова е последна работа каде што мора осигурачот на јавноста да проработи. Да. Значи тука мислам дека не смее да има Не смее да се дозволи Да. тоа, затоа што навистина е предизборна корупција, иако на СДСМ џабе везат, нема да им ништо нема да промени ако ги дадат тие пари, освен што на секоја наредна власт нели ќе го намалат буџетот. ништо, точно право. Тоа треба да се следи и треба да се спречи. Она што е сега важно е дека македонското општество треба да влезе во изборна фаза малку по-релаксирано. Затоа што ќе има промена очигледно на власта и тоа треба да се изведе мирно, да се изведе без Достоинствено. достоинствено, да се изведе од другата страна без некоја голем без реванш, не голем, без реваншизам, Без никаков реваншизам. без никаков реваншизам, треба да си дојдат работиве на еден стабилен колосек Да. за после И треба пак да кажеме ова што се обидува власта да го прави сега ова подигрување со меѓуетнички односи, треба да им се каже прекинете со тие глупости. апсолутно Значи ако не донесовме лекција деноиве од тоа што се случува и која колку е работата забегана. забегана. Да. Не, еве сега јас пак ќе кажам. Замисли колку ќе беше ова по какви ако имаш ова етничка позадина што ќе беше. Да, точно. Иако пак ќе кажам Се обидуваа да накалемат етничка позадина. се обидуваа да накалемат. Полека треба да се релаксира општеството и за прв пат ја можеби сум така некаков наивен, како се вика тоа, наивен идеалист. Јас за прв пат верувам дека ќе имаме избори кои ќе бидат наместо црни, ќе бидат еден надпревар на понуда, еден надпревар на реформи, еден надпревар на идеи. Тука нема согласие. Не мислам дека ќе биде тотално обратното овој. Добро, јас се слагам со тебе дека ќе биде така, но јас сакам да верувам и сакам да биде тоа јас што го зборам. Дури види, затоа што од сега до тогаш имаш 5 месеци, така? Да. Да. Ќе распакува, ќе папсаме сите. ќе биде ова така. Добро. И мислам дека јас и ти можеме да бидеме добар филтер на глупост овдека, значи во смисла дека овдека нема кога ќе видиме некои лудила, овдека да не завршуваат. Нема колење, бесења, коњи, коњократци, тоа знае. Како беше оние трибунали, Трибунали, чистки, да. домови. Океј, луѓе, смирете се. Држава имате за водење сите. СДС за избори, ВМРО веројатно по резултатите до сега преизбори, но исто е една критика до ВМРО ДПМН да не земаат здраво за готово дека готово ние победивме сега. Имаат многу што да понудат. Не. До
избори не е наивно, особено ако СДСМ и ДУИ одат заедно, може да бидат малце потесни изборите од очекуваното. И ако најдат некој масилен кандидат, исто така може да ги направат интересни изборите. Се да се разбереме, не е Тука и луѓето и луѓето и ВМРО ДПМН мора да внимава на кандидатот, не треба да излагат со кандидат за кој што луѓето или нема да гласат или ќе гласат со затнат нос и со ракавици. Тие политики ние сме толку јаки магаре да врзиме ке победи, тоа никош не било прво. Прво никош не било. А второ, нема ни да биде ни нови избори. Тука има една полука која треба да извлечат. Одлично е што работите на крај излегува вака за сите, затоа што Македонија треба да влезе во една фаза да се спрема за сопствената европска иднина. Не предстои еден огромен процес од кој зависи дали ние ќе почнеме и ќе изгледаме како сериозна држава. Не ги следиме западниве примери затоа што тие се далеку пред нас, но барем да ги стигнеме Бугарија и Србија. Ги следиме. Значи, тоа е целта сега на крајот. Не ги следиме, но се надпреваруваме да ги стигнеме Бугарија и Србија од соседството. Економски сега во однос на овие лудила се ко нас, дури и полоши се. Ова на пример што го зборувавме денеска, таблоидизацијата. Не, српскиве таблоиди не утепа од следење, дури овој случај па таткото бил вака. Не само српските, цел регион, словенечките. Цел регион. Не знам што да кажам. Тоа е се. Треба да се спремиме за европска иднина, треба да се спремиме за општество кое има малку поразлични теми, каде што ќе зборуваме за климатски промени, каде што ќе зборуваме за дигитализација, каде што ќе зборуваме за економска одржливост, каде што ќе зборуваме за органско производство, земјоделско, малку да се тргнеме од овие пресметки политички, ова каубојство кое го донесе Зоран Заев во 2014-15 година и еве го трае до ден денес, мора да престане. Чудно и Палчо дојде заедно со тоа каубојство, он тогаш се роди на политичката сцена во Македонија. Нека биде ова крај на една епоха и да почне една малку различна епоха во која политиката на вредности, политиката на понуда ќе стане центарот и ќе се караме овде од Сабајле во утринска емисија дали одреден закон за загадување, за не знам, за стандард, за храна, за безбедност во сообраќајот ќе биде тема на Кавга, за контрола на оружје, ако сакате, дека тоа ќе биде темата на Кавга, а не дали е нормално некој да зборува за убивање во медиуми, за бесење. Тоа не смее да биде Кавга во општеството. Не смее веќе да се случува воопшто. Тоа треба да престане и треба еден здрав филтер кој ќе почне првенствено со реформа на законот за медиуми. Мислам дека тука можеме полека да затвараме, Липчо. Да, дуќанот се гаси ово утро. Почитувани слушатели, останете со 107,4, уште еднаш огромно сочувство до сите оние кои ја познаваа Јана, до нејзиното семејство, Вања, се извинувам, до нејзините роднини, до нејзиното обкружување. Ова е огромна трагедија и за сите деца на нејзина возраст. Работете малку повеќе со нив, дадете им поддршка, бидете тука. Не смее општеството да влезе ниту во фаза на хистерија, но не смее ниту да ги игнорира овие проблеми.